Благодарам, почитувана председателке. Имено, со задоволство можам да констатирам дека овој амандман ќе биде операционализиран, дека ова што го барате ќе биде вметнато во потребите на стопанството и на граѓаните, и ќе искористам оваа можност да прашам дали некој од СДСМ ќе собере храброст да се извини за тоа што изминатите 3 месеци толку безочно и дрско го лажеше народот и практично водите опозициони политики исто како што водевте политики кога бевте на власт, со лажење, со манипулирање, но заборавате една работа, дека на лагата нозете и се кратки. Вчера излегоа условите со кои што стопанството ќе може да користи кредити од заемот од финансискиот пакет за Унгарија, и видовме дека тоа што се лажеше изминатите 3 месеци ништо не е вистина. И дотолку повеќе не сум загрижен за тоа што вие како партија го правите, бидејќи морате нешто да направите, соочени сте со прво историски пораз, а потоа неуспеси во вашите политики, но она што мене ми пречи е што тие лаги кои што ги кажувате имаат последици во општеството, а треба граѓаните да се научат, или политичарите особено, дека кога креираат политика и дека кога се во политички партии треба да бидат сериозни и не треба да креираат политики кои што се базираат на лаги. Од условите кои што ги добивме од банките, се да само лажеше дека граѓаните ќе плаќале камати, дека имало економско робство, парите биле кинески, една по една лагите ви се рушат. И на крај дојде и демант на тоа што го лажевте народот дека државата ќе плаќала за каматите. 1,95% до 10 милиони евра се условите, меѓу другото и за доградба на деловни објекти во рамките на индустриските капацитети, за проширување на индустриските капацитети, за енергетски обновливи извори на енергија, нешто што е вашиот амандман, и за така натака ќе има обезбедено пари од унгарскиот кредит. Но ајде да не испадне дека јас измислувам, да одиме со тоа кое што е јасно и кое што СДСМ се обидуваше да ја изманипулира јавноста. Отворам цитат, Фатмир Битики: државата се доведува во ситуација со пари на граѓаните евентуално да финансираат странски фирми наместо домашните. Лага. Овој заем е удар за домашните компании, нивно исфрлање од економската орбита на оваа влада. Ова е удар врз трудот на македонските бизниси, економско предавство на татковината. Кој ќе се извини за оваа лага? Одиме понатака. Никаде, апсолутно никаде не се споменува тоа што премиерот го најавуваше: кредитот од Унгарија е бизнис план на Мицкоски на штета на граѓаните. А лауда ти е како можеш вакво нешто да изјавиш, а си лидер на опозиција. Ако штета на граѓаните 250 милиони евра во општините и 250 милиони евра на располагање на бизнисот, со 3 години грејс период, со рок на враќање на тој кредит самата компанија што ќе го договори со банката, и 1,95% камата, што значи дека вие ако земете 10 милиони евра кредит, да речеме најмногу од тоа што е предвидено, вие 3 години ќе плаќате 160.000 евра, имате време тие средства да ги внесете во обртот и потоа да ги враќате парите. Ако е овој бизнис план штетен, тогаш не знам што е позитивно. Нека излезе, нека каже некој од вас што е тоа што е позитивно. Ставање на државата во економско и политичко заложништво на друга земја е многу погрешен чекор. 3 поколенија ќе ги враќаат позајмувањата на премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН, за кои што се гледаат очигледни матни намери. Лага број 6. Кои се тие матни напори? Кои се тие 3 поколенија? Знаете кој ќе враќа 3 поколенија пари? Тие кои што ги зема СДСМ, кои што ги испокраде. Каде овие пари ќе ги враќаат 3 поколенија? Па има тука детален план. Па нормално дека ние ќе ги вратиме како што ќе ги вратиме и тие кои што сега ги враќаме кои што вие ги испокрадовте. Филипче, корупцијата на законот за кредитот од Унгарија се гледа од авион. Лага број 7. И така натака, мислам дека 7 се доволни, имам уште до 10 да стигнам. Така да политика се води кога е човек сериозен. Политика се води и економија се креира без вакви ефтини лаги кои што треба да купат одреден ден или да тераме политика купи ден продај. Дали сега ви е јасно зашто не ви го поддржуваме законот и за минимална плата и законот за ДДВ? Зашто исто како што ви се квалитетни политиките и изјавите кои што ги давате од аспект на економија за унгарскиот кредит, подеднакво ви се смешни изјавите кои што ги давате за тие два закона. Никој во оваа држава не може да свати сериозно некој кој што вака излегува лаже и потоа кога излезе официјалната изјава нема ни доблест да се извини. Во текот на вчерашниот ден потена сите овие лаги кои што ги пласиравте, со кои што
Го лажевте народот во изминатите 3 месеци. Ве замолувам, ете од име прво како на колега, потоа како на пратеник, за ваше добро е да бидете посериозни кога ги општите овие работи во јавноста. Затоа што е смешно и на ваше конто лично се припишуваат вакви изјави кога ги давате во јавноста. Затоа во иднина бидете малку посериозни и малку посериозно гледате на овие суштински работи. Благодарам.